Што се случи на Голгота и која е цената на нашата слобода? Зошто дојде Исус и што значи неговата пролеана крв за нас? Јас сум Ана, а ова е Клуч. Клуч од фиоката која никој не ја отвара. Денеска во овој Клуч сум заедно со Ќамил Зекировски, кој што е пастор во христијанската црква Блага Вест во Република Македонија, во Прилеп, и со Анита Христова Димчева, професор, доктор, специјалист по трансфузиона медицина и доктор по медицински науки, а исто така и служител во христијанската црква Благавест во Република Македонија. Па, здраво, добре дојдовте и како се чувствувате? Добре, Много најдов. Супер, баш ми е драго. Темата на која што ќе позборуваме денеска во овој подкаст е жртвата на Исус и силата на неговата пролеана крв. Па ајде за почеток, прашање до пастор Ќамил. Многу пати луѓето се прашуваат зошто толку болести, страдања го погодуваат човекот. Па како дојдоа болестите врз целото човештво? Па види, Библијата е многу јасна и децидна. Во прва книга Мојсиева зборува дека Бог го создаде човекот совршен и уникатен, без никаков грев. Што значи со еден збор со совршена ДНК го создаде. И во таја ДНК Адам имаше радост, имаше мир, имаше љубов и заедништво со Бог. Така вели Библијата во прва книга Мојсиева. И Бог ја создаде исто така Ева, и Бог му кажа дека треба да се множат, треба да се радуваат заедно со Бога, и Библијата вели дека Господ ги благослови. И Бог му кажа дека од секое дрво во градината можете да јадете, но од дрвото кој што е среде Божјиот рај, не допирајте се до него, бидејќи ако вкусите од него и ќе умрете. И Библијата ни дава информации дека сатаната, ѓаволот, кој што е непријател на самиот Бог, многу јасно тоа го опишува, го открива, дека ја наведе Адам и Ева да не го послушат гласот на Бог, затоа што Бог ги благослови Адам и Ева и Бог му рекол да се плодат и да се множат. Но ѓаволот, кога гледа дека човекот има заедништво со Бога, тој го наведува човекот да нема близкост со Бог. И така тој ги наведи Адам и Ева да станат непослушни на Бога, да каснат од дрвото на доброто и злото. И Адам и Ева го послушале ѓаволот и каснале од дрвото на доброто и злото. Со самото каснување, тие наследија непослушност, а Библијата вели дека непослушноста е грев. Так. Од самиот грев се појави дури и проклество. И затоа тука гледаме дека проклеството е оддалеченост од Бога и со проклеството има стрес, депресија, немир, тага, разочарување. И така кога ти излегоа од Едемската градина, Библијата вели дека Бог ги благослови, му даде две дечина, Каин и Авел. И Каин и Авел имале заедништво заедно, но заради љубомора и завис, Каин губива својот брат Авел. И од тука гледаме заради гревот, заради проклеството на гревот, се одвиваат љубомора, се одвиваат завист, се одвиваат проклества и така натаму, и Каин губива својот брат Авел. И гледаме дека тоа беше тегоба за Адам и за Ева. И од тука гледаме дека доаѓаат проклествата, тага, смрт, несогласување, љубомора и завист. Проклетствата, добро, а болестите? И болестите Исто така. доаѓаат. Исто така и болестите. Да, болестите доаѓаат заради проклеството и проклеството на гревот. Тоа се пренесува како генетика и така Добро, натаму. така. И доаѓаат различни болести. Так, сега би сакала да прашам и доктор Анита од еден медицински аспект потекло на болестите, односно во вашето долгогодишно искуство, веројатно сте имале случаеви или сте слушнале кога се правени на пациенти одредени испитувања и анализи, и покрај тоа што анализите и тие испитувања не дале некакви резултати дека станува збор за некаква болест, но сепак пациентот не се чувствува добро. Може ли да ни споделите од ваш аспект? Да, за жал има и такви ситуации и во психоидневната пракса
ние кои што работиме како здравствени работници, како лекари во клиничкиот центар, се среќаваме со такви ситуации. Значи, да се направат сите испитувања, да нема оштетувања органски на органите во човечкиот организам, а самиот човек да има страдање, да има некаква болка, да има некоја анксиозност и така натаму. Поголемиот број лекари во такви ситуации, не знаејќи како натаму да го насочат болниот, тие им даваат разни диагнози и симптоматски ја лекуваат таа состојба. Пациентот од друга страна или човекот, наоѓајќи се во една неизлезна ситуација, трга, избира погрешни патишта и трга кон бара излез и бара решение кај бајачи, кај гатачи, кај екстрасенси и кај други така наречени надри лекари, кај кои што некогаш може во почетокот и малку да се подобри состојбата, но како оди натаму времето, таа станува уште полоша од првата негова почетна состојба. И вообичаено во таквите ситуации самиот пациент и човек завлегува во еден вртлок, во еден круг, се чувствува како да е стегнат во некое менгеме, како да нема слобода, некогаш како да не може ни добро да дише, значи потешкоти во дишењето, срцебиење, сите тие симптоми кои што всушност не се од органска природа, како што велиме ние. Така и вие како лекари што сега правите тука? Како лекари, големиот дел не знаат каде да ги упатат натаму. Меѓутоа, јас себе како лекар, кој што ја сакам медицината и ги користам бенефитите од сите оние апарати, сите тестови, модерни и нови, ја сакам како гранка и како струка. Меѓутоа, тука сакам да кажам дека ваквите состојби кај луѓето се доаѓаат и можат да бидат резултат на демонско присуство или на проклетства кај луѓето. Значи, или демонско присуство во човекот, или во неговиот дом, или проклетство. Најчесто, ете, кога ги немаме тие органски оштетувања, а кога има симптоматологија, тогаш се случува дека болеста е од таа причина. И сега некој ќе рече 21 век. Так. Значи имаме современи телефони, имаме, не знам, електрични автомобили, напредок на техниката, така. А ние сега зборуваме овде демони. Меѓутоа, тоа што некој не го верува тоа, не значи дека тие не постојат. Так. И Божјото Слово, односно Библијата, тоа ни го потврдува, дека тоа е вистина така, дека голем број од болестите се резултат на демони, присуство на демонско влијание кај човекот или проклетства. Затоа имам една порака до моите колеги и лекари, значи ние покрај стручната литература треба да другаруваме и да ја читаме и Библијата и Божјото Слово, во кое што убаво се напишани овие работи и кажано е дека Господ Исус Христос е всушност најдобриот лекар и исцелител на сите болести, и во дух, и во душа, и во тело. И уште една работа таму ни е запишана и дадена всушност, а тоа е дека Господ Исус Христос ни дава власт и сила да газиме на тие змии, скорпи и секаква непријателска сила и ништо да не може да ни напакости. Так. И ако ние тоа го веруваме, го примиме во нас и действуваме со тоа слово и со тој авторитет во името на Господ Исус Христос, тогаш лесно ќе се надминат овие состојби и човекот ќе се ослободи од тоа робство, бидејќи тој практично е роб на таа демонска сила или зли духови повеќе. Так. Препишувате ли како терапија на пациентите читање на Библија? Јас да. Редовно во мојата амбуланта ги советувам пациентите да секогаш, па дури им давам Библија, секогаш имам со мене Нов Завет и покрај она друга терапија која што е неопходна во некој случај,
најповеќе гледам да им ја припишам оваа терапија и да им ја посочам оваа Така, терапија. сте имале ли ситуација кога се враќа повторно пациентот и веќе сега состојбата е многу подобра? Да, Так, слава да. на Бога би рекла, за радост на човекот и на пациентот кој што ги имал тие проблеми, се вратиле неколку и ми посочиле и ми кажале со една радост во очите и со така една слобода која што се гледа кај нив, дека веќе тие симптоми ги немаат и се чувствуваат многу подобро. Многу подобро, така, убаво. Ајде да се вратиме библиски и да го прашам пастор Ќамил, зошто дојде Исус? По интересна работа, самиот Нов Завет зборува дека Бог го помаза и го прати Исус да ги ослободи оние кои што биле угнетувани од ѓаволот. И нели Исус кога влегува во синагогата, затоа што постоело еврејска синагога, Исус влегува во синагогата и му ја даваат книгата на пророкот Исаија. И самиот тој ја отвора книгата на пророкот Исаија, вели: Духот Господов е врз мене. И Бог ме прати, вика, и ме помаза да ги ослободам оние кои што се угнетувани од ѓаволот. Што значи дека Бог, Господ Исус Христос, го прати неговиот син со совршена ДНК, за да може да ги ослободи оние кои што биле угнетувани од ѓаволот. И гледаме дека кога Исус влегува во синагога, имало демонски влијанија, некој бил опфатен од демон, така ни вели Библијата, и затоа што бил опфатен од демон, додека Исус проповедал, демонот зборува преку човекот, вели: што имаш ти со нас, Исусе од Назарет? И Исус му заповеда да излезе од човекот, да го напушти човекот. Од тука гледаме дека сите кои што биле угнетувани, нели, со болести, глувонеми, слепи, луѓе кои што биле куци, сакати и така натаму, гледаме дека биле под дејство на ѓаволот и паднатите ангели. И затоа дојде Господ Исус Христос, затоа што бил помазан со Светиот Дух, зачнат од Светиот Дух, и неговата цел, неговата мисија беше да ги ослободи луѓето кои што биле угнетувани заради проклетството на гревот. Затоа што самиот грев носеше проклетство и проклетството носеше болести. Затоа дојде Исус да ги ослободи оние кои што биле угнетувани од ѓаволот. Така. И од болести и од демони. Така. Многу луѓе денеска носат крст како символ. Но што всушност Исус направи на крстот? Тоа е многу интересна работа. Што Исус направи на крстот? Самата Библија зборува дека Исус беше зачнат од Светиот Дух и тој носеше совршена крв. И затоа Библијата вели дека тој го зеде проклетството на гревот. Сите гревови што биле од човекот, нанесени и болести и така натаму, тој ги зеде врз себе. Тоа значи дека тој не откупи од проклетството на гревот, затоа што гревот носеше страдање. Стрес, депресија, немир, болести, тумори, ракови и така натаму. Значи сите тие работи Исус ги зеде врз себе, и гревовите, и болестите. Што направи? Прво, не откупи на крстот, втора работа, тој не оправда пред Бог Таткото и не помири, за да можеме повторно ние да имаме комуникација или разговор со Бог Таткото. Тој не помири нас. Значи никој не може да направи да има близкост со Бога, освен Господ Исус Христос. Ни Шинту, ни Брахма, ни Мухамед и ред други таму лидери. Само Господ Исус Христос, бидејќи Библијата зборува дека Исус дојде од небото со таа совршена денка. Значи тој не откупи нас, тој не оправда, не очисти, што значи дека секој грев, Так. кој што човекот сега, нели, кога ние веруваме во Господ Исус Христос, кога ги отвораме нашите срца, кога Исус живее во нашето срце, тој не оправда нас пред Бог Таткото и не очисти од секаков грев. И таму Јован вели дека ако некој греши, кај Таткото имаме застапник, имаме Господ Исус Христос праведникот, што значи дури некогаш несвесно ако направам грев, веќе мене ми е дадена Божјата праведност, не мојата праведност, туку Исусовата праведност, затоа што Исус ја покажа праведноста, совршената праведност, и тој плати за мене, ме откупи, ме оправда, ме очисти од секаков грев и ме освети да бидам светлина и сол, да зрачам со таа Божја благодат, со таа светлина која што е Исусова светлина. Зато Исус вели: бидете светлината на светот. Значи Исус не откупи, не оправда, не очисти, не освети. Халелуја. Ги зеде гревовите и болестите. Сега во Исуса Христа мене ми е простено,
Немам болест затоа што Исус веќе ги зеде болестите. Кога го прифатив Господ Исус Христос, мене ме очисти од секаков грев, ми прости и сега јас имам дури исцеление од секаква болест. Од секаква болест. Слава на Исус. Така. Исус ја пролеа својата света крв, Да. но човечката крв го одржува нашиот живот. Па сакам да ја прашам доктор Анита, може ли да направиме некоја паралела помеѓу човечката и Исусовата крв? Секако. Крвта е еден специфичен орган во нашиот организам кој што се состои од крвни клетки, од крвна плазма, од крвни протеини, односно серумски протеини и уште други состојки. Меѓутоа, значењето на крвта добива на тежина или е многу важно во некои определени ситуации, а тоа е кога се случуваат некои потешки сообраќајни несреќи, кога има некои масивни или поголеми оштетувања на човекот, или пак при некои потешки операции кога се изведуваат. И тоа е запишано, всушност значењето на крвта уште е запишано во Стариот Завет, во Библијата, каде што вели дека животот на телото е во крвта. Значи, таму е запишано дека крвта е животот всушност. Читајќи ја Библијата и Божјото Слово, осознав дека човекот е Божја креација, односно едно врвно совршено Божјо дело, на што постојано се восхитувам. Значи, тоа е, не знам, тоа е толку восхитувачки за мене, кога размислувам за тоа како функционира и како е создадено човечкото тело и човечкиот организам. Но исто така осознав и дека Господ Исус Христос нам, на луѓето, ни дал пристап до една друга крв, до еден крвоток или крв, која што е она која што Исус Христос ја пролеа на крстот, што веќе беше спомнато, и таа крв е тука за секој од нас. Тоа ми даде еден поттик мене да направам, прво даде една рема и едно откровение кај мене, додека тоа го читав и го осознавав во мене, а потоа ми даде еден поттик да направам една паралела помеѓу улогите и значењето на човечката и на Христовата крв. Животодавната улога на човечката крв се состои во тоа што преку артериите, значи до секој орган, до секоја клетка, се носи кислород и хранливи материи до клетките и до органите, за да можат да нормално да функционираат. Додека животодавната улога на Христовата крв во таа духовна смисла и како една духовна придобивка во духовен аспект е дека имаме вечен живот преку таа крв. Потоа очистувачката функција на човечката крв се состои во обратниот процес, дека она што е потрошено, искористено во клетките, сега мора да се изнесе од таму и од органите, и тоа оди преку вените, каде што јаглеродниот диоксид и сите оние продукти кои треба да се исфрлат, се изнесуваат и се исфрлаат преку органите за дишење, преку органите, преку дишните органи и бубрезите. Додека очистувачката крв и очистувачката функција на Христовата крв е дека таа не очисти од секаков грев и вина, како што беше спомнато и како што е запишано во Новиот Завет во Библијата. Значи, тоа се вистини кои што се такви и не постојат други. И уште една има заштитна функција на човечката крв, која што се состои во создавање на антитела и клетки соодветни кои што во определени случаи на воспалителни процеси вршат одбрана, ја изведуваат и ја извршуваат имунолошката одбрана на организмот. Додека заштитната улога пак на Христовата света крв, која што за сите нас се пролеа на крстот, се состои во тоа што таа не покрива и не прави невидливи за ѓаволот и не чува и заштитува од секакво зло и зла сила. Значи, ја гледаме таа колку е голема, силна и моќна таа улога на Христовата крв, која што ни носи спасение, ни носи вечен живот, ни носи заштита и очистување од секаков грев и вина. Така. Сакам да ве прашам дали може молитвата и како да делува на крвта и на организмот на човекот воопшто?
Да. Вие како професор воедно, нели, имате одредени сознанија дека се правени некои истражувања во таа област, ако може да ни споделите? Да. Би спомнала дека се правени многу веќе во овие години наназад, се правени многу такви студии и научни истражувања кои што се однесуваат на тоа како во познати европски и стручни светски универзитети и кои што потоа се објавени во научни списанија, а кои што го испитуваат влијанието на молитвата врз крвта и врз човечкиот организам. Интересна е една таква студија која што е правена во Велика Британија, каде што се земен еден број, поголем број на пациенти, околу 700 пациенти, кои што биле само исклучиво со срцеви заболувања. Значи, одбрани се такви пациенти со тој тип на заболувања и кон нив во тек на неколку дена, до недела дена, била приложувана молитва. Многу се интересни сознанијата дека после неколку дена веќе, дури кај 500 од нив, кај 500 од нив, се добиле големи подобрувања во заздравувањето. Значи, тоа пораснало дури за 93%. Понатаму други испитувања се вршени исто така во Русија, каде што е испитувано влијанието на молитвата врз крвта. Со тоа што исто земен еден број на пациенти кај кои што е мерен и крвниот притисок, меѓутоа и параметрите, определени параметри на крвта пред и по молитвата, тие биле со различен тип на заболувања, со тоа што е увидено дека по молитвата се нормализира нивниот крвен притисок, но исто така се нормализираат и параметрите во крвта, во смисла нивото на гликемија, односно шеќерот во крвта, потоа триглицеридите, холестеролот, сите тие нивоа се нормализираат и на другите параметри и исто така се нормализира бројот на клетките кои што учествуваат во имунолошката одбрана. Значи, овие испитувања толку многу влијаеле и врз самите научници, интересен е тој податок, што дури и самите лекари атеисти кои биле така наречени закоравени, самите себе си се означувале како закоравени атеисти, дури го промениле своето мислење. Исто така, уште еден тип на студии се правени, во смисла на тоа, во тек на молитвата е мерена мозочната активност. И тоа исто така една интересна студија. Земени се, тоа е спроведено кај група на монаси, значи кои тоа редовно го практикуваат, потоа кај здрави луѓе и кои што немаат болести и кај пациенти, односно болни луѓе со одредени болести и симптоми. Забележано е дека во сите три групи, во текот на молитвата, мозочната активност се сведува на едно многу минимално ниво. Тоа му носи на организмот едно смирение и еден мир и една благосостојба на целиот организам. И многу е значајно, поготово кај овие пациенти кои што имаат некои симптоми како болка, болест и друго, затоа што нивниот фокус во тој момент на молитва, кога тие се во молитва и ја практикуваат молитвата, не е насочен веќе кон нивните болки, страдања и таа целокупна состојба, туку е насочен кон нешто друго. И затоа, дури после молитвата, тие се намалуваат тие симптоми и заздравувањето е многу побрзо кај нив. Исто така сакам да напоменам на кратко, во тек на воспалителните процеси, молитвата има многу олеснувачко исто така влијание врз организмот. Понатаму, кога има болка во организмот и се прави молитва, на местото на болката се формираат или постои така, да кажам, позитивни наелектризирани иони. Меѓутоа, кога се приложува молитвата, доаѓа до нормализирање на тој поларитет и болката се смалува, дури и исчезнува болката. Сега, сето ова да се должи на влијанието на молитвата врз молекулата на водата,
пред се, затоа што 75 до 85% од човечкиот организам е вода. И кога се искажуваат тие зборови од Божјото Слово во молитвата, тоа доведува до нормализирање на молекулата на водата, која што добива една форма на кристал или на снеголка. И кога е во таква форма водата, таа ја врши својата функција многу нормално во организмот и секоја клетка и секој орган кога е во таа форма водата, молекулата на водата нормално функционира и е во една благосостојба, навистина во една состојба на баланс, на равнотежа, целиот организам, така да навистина молитвата има голем ефект врз целиот организам, и врз телото, и врз духот, и врз душата на човекот. И кај пациентите, но и кај здравите луѓе. Така, многу интересно. Да. Така, значи да заклучиме дека сепак и молитвата е лекот на некој начин. Апсолутно, и како лекар препорачувам и здравите и болните сите ние да си ја практикуваме молитвата како еден разговор со Бога, не е ништо повеќе, во смисла дека таа ќе не држи подалеку од лекари, од операции, од интервенции и ќе бидеме здрави. Многу убаво. После сето ова доаѓаме до едно клучно прашање, пасторе. Што ни ветува Исус? Тоа е нешто најважно, алелуја, во Светото Писмо. Во Евангелието на Јован, 14 глава, таму Исус му вели на учениците, ги охрабрува да не се плаше срцето ваше, верувајте, вика, во Бога и во мене верувајте. Вика, во домот на мојот татко има многу места за живеење. Ако не беше така, вика, јас ќе ви кажам. Што значи дека Исус веќе припреми ново небо и нова земја, тоа го гледаме во Откровението 21 глава, ново небо и нова земја, и таму Библијата вели дека ќе нема плач, ќе нема смрт, ќе нема војни, ќе нема глад, ќе нема гробишта. Таму е се совршено. Ниту ќе има ни црни, ни бели, ни жолти, ни кафени. Таму ќе бидат сите народи кои што го прифатија Господ Исус Христос, поверуваја, ги отворија нивните срца и се запишани во книгата на животот. Од сите народи, значи албанци, турци, роми, македонци, од сите народи. И Библијата вели во Откровението 21 глава дека ќе биде свет град, не држава со повеќе градови, туку еден град, ќе бидат сите населени, и таму вели Бог дека ќе го постави својот престол. Што значи дека таму ќе бидат тие што се запишани во книгата на животот, тоа го вети Господ Исус Христос, дека ќе бидат како ангелите. Значи со нови тела, нема повеќе црн, бел, жолт, кафен, никаква болест, никакво страдање, се ќе биде совршено. Тоа само го ветува Господ Исус Христос, и тоа што го ветува Господ Исус Христос го исполнува. Ете, тоа ни го вети. Ново небо, нова земја, без гробишта, без војни, без никакви болести. Така. Многу убаво звучи сето ова што го кажувате. Каква промена ви донесе сето ова кај вас? Дали има некоја се забележува? Па да. Исус е мојот центар во мојот живот. Алелуја. Во него имам мир, бидејќи Исус вели: вие сте во мене и јас сум во вас, затоа што јас исто така сум крштеван во името на Таткото, Синот и Светиот Дух. Так. Го јадам телото на Господ Исус Христос, ја пијам неговата крв, и нашиот цар, Господ Исус Христос, бидејќи ние сме во Царството Божјо, го рефлектираме Царството Божјо. Ја носиме таа сила, таа благодат, живееме во Божјата благодат, и така натаму, и тоа се рефлектира. Нели создава позитивна енергија, радост, мир и така натаму. Така. Да. И навистина е така, можеме да потврдиме. Да, за крај да привршуваме, дали имате нешто да порачате до сите кои што не гледаат, Да. докторка? Јас би сакала на крај да се заблагодарам на Господ Исус Христос, што всушност ме донесе во црквата Блага вест, на Република Македонија, која што е жива Христова црква. Амин. И каде што пастируваат, односно каде што се епископи и пастори, епископ Константин и Милена Кајшаров, кои што се верни и ревностни Божи служители, кои што со грижа, со љубов, со посветеност, со сочувствителност се однесуваат кон сите верници кои што припаѓаме во таа црква, не поучуваат во здравата Божја наука,
но исто така и теоретски, но исто така и практично. Она што таму е запишано и што не поучуваат, тоа како вера во акција да го извршуваме и да го применуваме во нашето секојдневие. Епископ Константин Кајшаров беше мост преку кој што преку кој што во моето срце се всели верата во Господ Исус Христос и преку неговото сведоштво се отворија моите духовни очи и сите мои духовни сетила и осознав што е она што Господ Исус Христос го направил за сите нас. До тогаш не имав читано Библијата, иако ја имав дома, како нели сите ние што имаме Библии по дома, меѓутоа не ги читаме, но тогаш тоа го осознав дека тој е нашиот најдобар пријател, дека тој е нашиот духовен татко, дека тој е нашиот татко небесен, дека тој е нашиот најдобар лекар и исцелител. И потоа се крстив со водно покајничко крштевање и со крштевање во Светиот Дух. Потоа тоа го направија, се случи преобраз бејка и членовите од моето семејство, па и тие беа и пристапија во нашата црква исто така. Инаку нашите пастори, значи и епископи, како наши духовни родители, се секогаш тука за нас, секогаш достапни во секоја потреба за молитва, за разговор, за насока, секогаш правилно и според здравата наука да не насочат во која насока да појдеме. Иако некогаш поинаку размислуваме и мислиме, ова може би добро за нас, но во разговорите со нив гледаме дека Господ преку нив ни дава една насока друга, која што со тек на време излегува и ние сами се уверуваме дека е многу поисправна. Исто така ја разбрав и Божјата волја, зошто и јас сум таму каде што сум и каде што работам и дека тоа е Божји план всушност и дека не сум случајно таму, за да во контактот и во разговорот со пациентите и со колегите и со другите луѓе да ја пренесам радосната вест, да сведочам за Господ Исус Христос и да посочам дека тој е најдобриот лекар и исцелител за нас. Всушност тоа е и нашата задача на сите лекари и здравствени работници. Не да ги преплашуваме пациентите. Често пати тие си заминуваат од болниците преплашени со страв. Не да се однесуваме со нив со гордост, со надменост, како да ние сме Господ или дури повеќе над Господ. За жал има и такви случаи. Или пак да ги искористуваме во обогатење и во бизнис, посочувајќи им некои скапи лекови или скапи интервенции и прегледи. Нашата задача таму е за да ги утешиме и да ги упатиме кон Господ Исус Христос, како наш најдобар пријател, но и најдобар лекар и исцелител, која што е една вистина непобитна и тоа е, нема друго. Така, да. И како една крајна порака кон сите што би сакала да ја упатам, така не само кон пациентите, во овие времиња на страв, на несигурност, на војни, неизвестност, се тоа на стресови што околу нас се случува, сакам да ги охрабрам и пациентите, но и другите луѓе дека има решение, има надеж за секоја ситуација и за секоја болест. Но ние треба исто така да направиме една отстапка, да се оттргнеме од грешките, од грешниот начин што го живееме, да се преиспитаме и да се оттргнеме од тоа, да се обратиме кон Господ Исус Христос, да го читаме Божјото Слово, затоа што Божјото Слово е живо, дава живот, ни дава сила, ни обновува силата, целосно не исцелува во дух, душа и тело и на тој начин ја осознаваме Божјата волја за секој еден човек, а тоа е дека е за добро, иднина и надеж. Така. Ви благодарам и јас за крај би додала: крстот е празен, Исус е воскреснат и е жив. Тој ја пролеа својата скапоцена крв за тебе, за мене, за сите нас, скапо не плати. И пораката која што сакам да ја пратам е нека ова пулсира во вас. Отворете го вашето срце и примете го за свој Бог и Спасител. Довидување до следниот клуч.